Конкурентно и рентабилно земјоделство, полјоделство или сточарство е една од основните заложби за развој и напредување на земјоделството и руралната средина. Голем предизвик кој води кон перспективен живот во сите краишта од Република Македонија. За таа цел, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги имплементира програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој преку мерките кои ги опфаќаат секторите во земјоделството и руралниот развој во Република Македонија. Деновиве беше објавен нов јавен повик од страна на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. По тој повод разговараме со советникот во регионалната единица на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството при општина Крива Паланка, господинот Владко Ристовски. Господин Ристовски, зашто станува збор во овој јавен повик? Така, пред некој ден Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој го објави вториот повик за 2014 година за користење на средствата за финансиска поддршка на руралниот развој. Овој повик се однесува на две мерки. Првата мерка е мерката 121 што се однесува за инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства. Со ова мерка се опфаќа набавка на добиток од признати организации нагледувачи на добиток од Република Македонија, но и од УВОС. Висината на прифатливите трошоци по поединечен корисник е до 6.500.000 денари. Тука се опфаќа и набавка на пчелни матици од регистрирано одгледувалиште. Висината на прифатливите трошоци е до 600.000 денари од поединечен корисник. Нова мерка опфаќа и подигнување на лозови и овошни насади како и медоносна флора на нови површини. Прифатливи трошоци под ова подмерка се 2.500.000 денари по поединечен корисник, но исто така се дава финансиска поддршка и за набавка на опрема за систем капка по капка за пченка, фуражни култури, но и финансиска поддршка за искупување на нови бунари за наводнување. Финансиска поддршка на прифатливите трошоци достигна до 922.000 денари, а за нови бунари прифатливите трошоци се 364.000 денари по поединечен корисник. Крајниот рок за аплицирање на овие мерки е 30 јуни 2014 година. Така, но овде постои одредено разграничување, бидејќи јавниот повик важи и за земјоделци кои што ќе подигнат нови насади, кои што веќе подигнале, но и оние кои планираат во текот на оваа година, но од септември да подигнат. Како би ги разграничиле, што се однесува по однос на оваа мерка и за нив? Така, овој повик го опфаќа и сите оние кои што имаат подигнати на нови лозови насади, нови овошни насади и медоносна флора во периодот од 1 јануари до 30 април 2014 година. Сите овие треба да аплицираат за финансиска поддршка до 30 јуни 2014 година. Нови повик ги опфаќа и сите оние кои што планираат на есен од 1 септември до 31 декември 2014 година да подигнат нови лозови, нови овошни и нови насади по медоносна флора. Исто така и тие треба да аплицираат нови повик за финансиска поддршка. Крајниот рок за тие кои што најсен планираат да аплицираат е 1 јули 2014 година. Рокот се разликува за само еден ден, но ние им појаснивме за да не дојде до забуна, бидејќи иако планираат од септември, мора да го искористат овој јавен повик. Овој јавен повик исто така ги опфаќа и младите земјоделци. Што по конкретно за младите земјоделци се нуди со овој повик? Така, во овој повик и втората мерка која што го опфаќа овој повик е мерката 112, што се однесува на млади земјоделци кои што за започнување на земјоделска дејност. Ова мерка се однесува на земјоделец, на млад земјоделец кој што за прв пат започнува да се занимава со земјоделско производство. Финансиската поддршка се доделува на веќе одобрен деловен план, кој што деловен план треба да содржи инвестиции во земјоделското стопанство во наредните 3 години. Висината на прифатливите трошоци од оваа мерка е 600.000 денари за поединечен корисник. Запрашала млади земјоделци, што подразбира ова млади земјоделци, за да не ги збуниме сите оние кои што можеби потпаѓаат во оваа категорија? Така, на млади земјоделци се мисли на оние од 18 до 40 години, да имаат помалку од 40 години до денот на поднесувањето на барањето на финансиската поддршка и сите оние од 18 до 40 години кои што започнале да се занимаваат со земјоделска дејност не подоцна од пред 18 месеци, што значи дека започнале да се занимаваат со земјоделска дејност од пред година и 6 месеци.
Ристовски на крајот потенцираше дека померката 112 која се однесува на млади земјоделци може да аплицираат сите земјоделци од 18 до 40 годишна возраст кои основале земјоделско стопанство или превземале веќе постоечко земјоделско стопанство не подоцна од пред 18 месеци. Крајниот рок за аплицирање за овие земјоделци е 30 јуни 2014 година. За сите дополнителни информации и помош при аплицирањето, сите заинтересирани земјоделци може да се обратат во канцеларијата број 16 во општинската зграда во Крива Паланка, додека земјоделците од соседна општина Ранковце истото може да го сторат секој вторник во стручната канцеларија на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, лоцирана во зградата на општина Ранковце. Инаку, финансиската поддршка на земјоделците се доделува во функција на интензивирање на процесите за постигнување поголема конкурентност преку достигнување на стандардите на Европската Унија за квалитет, здравје, безбедност на храната, здравјето на животните и животната средина. А субвенциите и дополнителните мерки кои се имплементираат од страна на надлежните институции се олеснителна и стимулацијска околност за земјоделците и охрабрување за отпочнување нови земјоделски стопанства и бизниси. Со тоа своето екзистенцијално прашање се одлучуваат да го решат многу повеќе луѓе, а пред се млади. Тоа пак ветува дека некогашната стилна врска меѓу природата и човекот ќе стане се посилна и ќе остане нераскинлива.